пробие овој рок до 15 јули? Видете, прво до 15 јуни мислам дека не е нож до 15 јули не е под нож под грло да се донесе овој закон, затоа што се става тој рок некако за јускиот период од овој рок се става исклучиво од реформската агенда, што и не е круцијален. Реформската агенда се на 6 месеци се прегледува. Годишниот извештај исто не ни е сеан, ќе видите повторно на крајот на година, иако еве Марта Коздој, се надам дека после ќе зборим да се вратиме сега да не се распленуваме. Проблемот е што многу голем број на средства се користат во ставки од големите партии кои што нити се манифестираат во јавноста, нити се зборуваат. Значи, ај вака да речеме, зашто на пример не го направиме обратно моделот? Ако имаме 70% за малите партии, повеќе политички субјекти се 30% нека го делат во големите. Нели би биле порамноправни така силите на сите? Сите повеќе субјекти, на пример, нема да бидат 4, ќе бидат 20 политички субјекти, кои што ќе ги добијат овие 70%. Зошто тогаш опозицијата не ги испорача овие барања, ако Комаро вели, бланко ќе прифатиме? Па никој не го предлага ова. Секој си го гледа нивниот двор и он колку пари ќе добие. Јас се ви кажам, логика имаше ли ние во 2025 година на локални избори во Карпош, громе власт, градоначалник имаме, за избори за реклами имаме 3000 евра. Против кандидатот, не знам, од дома го извадија, имаше на располагање, да не кажам колку пари. Да, тоа постојано, постојано помалите партии реагираат за тоа. Не, еве и да биде, значи владеачка партија од кој тип на избори? Од кој тип на избори таа владеачка партија ги црпи тие легитимитет и тие пари и средства? Мислам, парите доаѓаат од граѓаните секако, но зошто се користат, например, и за локалните избори, номенклатурата и параметрите од парламентарните избори? Затоа што знаат дека најголемите партии секогаш имаат најголем контингент на гласови и тоа им обезбедува средства цело време. Ако вие сте власт, еве, СДСМ претходно била 7 години, ВМРО еве сега влегува во втор мандат, можеби ќе има една година пред истекот на овој втор легитимен мандат предвремени парламентарни избори, може и ќе го тераат цел мандат. И кажете ми, после 8 години власт, нели треба вашите дела и реформи да зборуваат за вашите успеси и граѓаните да ве гласат, него ви требаат најмногу пари, плюс цела власт апсолутна, за да ги промовирате и да ги притискате пред граѓаните? Тоа нели е демонстрација на сила, мок и капитал од граѓаните повторно земен, за да им го пласират она што всушност сте требале да го сработите? Еве, 2002 година имаше расправа, јас го подготвив предлогот на измените на изборниот законник и други политички партии не поддржаа. Имавме 7 претеници од мнозинството. Се договоривме, речеме среда денес се договараме за да условиме владата, парламентарно мнозинство, или ќе прифатат или ќе се повлечеме. Ќе паднеше владата на СДСМ. И дуј. По петокот Зајкова даде изјава дека они ќе го пролонгираат рокот да не биде услов до сега многу краток, тој услов за месец дена, него до септември-октомври пропадна. Значи одговорноста паѓа и на помалите политички партии. Големите партии нема да реагираат ако имат комодитет, ако нема да паднат од власт. Сега да има критична структура, бидејќи која што ќе инициира некаква групација, да биде загрозена власта. Вие ќе испорачате еве таков услов? Викам да има, да има. Затоа што беше клучно? Тогаш ВМРО ДПМН, кој имаше ригиден став, мнозински систем, тие се сложија со промените. ВМРО како главна опозиционна политичка партија. Нормално опозициони се кои се слушуваат, ами дојдат ли на власт? Ама добро, СДСМ и ДУИ го блокира законот, Заев кој што најавуваше една изборна единица, поддржува иницијативите на помалите политички партии, тогаш кога дојде критично, тогаш веќе беше, мислам, Ковачевски, беше СДСМ и ДУИ беа против Македонија да биде една изборна единица, а ВМРО тогаш го промени ставот, разговараме околу излезено за цензусот или прагот, тогаш беше некаде најприродно да има природен праг. 10.000 гласача партија која ќе биде вклучена во парламент. Тогаш се зборуваше од 2 до 3% и некаде имаше веќе некој меѓупартиски договор 2,5% да биде изборниот праг, што е висок затоа што нашиот став е првите избори за една изборна единица да се одвијат со природен праг. Натаму да оди 2% и понатаму да видиме следните изборни процеси. Има процес на прочистување на политичката сцена на наместо 60 и на 66 политички партии, можеби ќе останат помалку. Така да
Овој процес е доста сложен околу изборните модели. Да, но вие постојано ги имате тие барања и претходно со СДСМ и сега ВМРО ДПМН. Дали има слух, дали воопште им ги кажувате, имате ли никакви услови за да излезете еве како што велите од ДПМН се сложи дека ќе се залага Македонија да биде една изборница. Проблем сега што нема согласност од опозиционите политички партии, освен Левица. СДСМ е против, ДУЕ против, другите партии што са против и сега ако се држат не целосен, начелен консензус. СДСМ ако се сложи у понеделник и Левица, мислам дека тогаш законот ќе претрпи големи реформи. Има готов закон за една изборна единица, измените на постојниот закон се подготвени. Тие се во процедура, јас повторно сум ги доставил, меѓутоа ќе видиме дали тој да речеме премолчен договор што постои помеѓу двете најголеми партии ќе функционира, да се разговара, да се сложуваат, а во пракса тоа да не се мена. Да, ќе видиме во понеделник. Не сакам да звучам нити грубо, нити навредливо, но сметам дека добивам впечаток дека вие слепо верувате и на претходната власт во која што бевте. Во коалиција дека кога беа опозиција ќе направат една изборна единица, сега и овие кога беа опозиција ВМРО ветува една, доаѓаат на власт. Знаете што има во овие тефтерите за адвокатите пишува вика се проверувај, само на Господ верувај. Да веруваш на друга политичка партија дека таа ќе излезе во пресвет на барањата на друга партија е абсурд. Апсолутно не. Добро, уште само за диаспората да кажам. Мене ми е малце исто несвојствено зашто ВМРО сега од позиција на власт го фаворизира прашањето за диаспората и ги вклучува во изборниот процес, кога беше пописот, ВМРО не тргна да го мобилизира македонското население низ светот да се попише како македонско. Тоа го правеа албанските политички субјекти со средства од државата исто. Напротив, тогаш не ни беше јасен ставот на ВМРО дали диаспората треба да биде дел, нели, од пописот и да биде дел од населението во Македонија, пошто нели имаше некои политичари од ВМРО ДПМН кои што кажува дека Евростат стандардите и параметрите не предвидуваат попишување на диаспора, но на крај нели Дуи во таа ситуација си одеше по диаспората, по Швајцарија, по Германија, по Белгија, каде што си седеше на средби и си попишуваш. Она што тогаш никој не го зема во предвид, еве и да речеме националистички, кога ВМРО беше во опозиција, е параметрите, односно крајните бројки од пописот, каде што нели, ако 2002 имавме попис кој што не го признаваме, тогаш албанската етничка заедница ни викаше ние за до 2025 ќе бидеме 30-50%, на крај со цела диаспора они не можеа 28% да стигнат. Тоа нели е пораз за албанската етничка заедница и албанизацијата? Еве колова прашање. Тоа се митови за плашење на... После пописот, Демократскиот сојуз направи анализа и ние доставивме информација до парламентот во која што сите овие отворени прашања ги кажеме. 50 до 60.000 гласови кои што се пренасочени за да се зголеми процентот на резидентно население кај албанската етничка заедница. Второ, што се апсолутно сложимо, тогаш опозицијата не се вклучи во кампања за да се попишат посебно нашите селеници. Не може да кажат, не знаат дали ги караат од Европска унија или не. 450.000. Страф им беше. 450.000 наши државјани не се попишани. Од тие нерезидентно излегле само околу 62.000 македонци, а 170.000 албанци излегле. Значи, албанските државници, условно кажам, политичкото водство од Косово, Албанија и Македонија беа во страшна кампања за да ги потикнат. Без разлика, јас... Тоа сега плаќаме цена, бидејќи пописот што тогаш се спроведе не е реален одраз на состојбите. Без разлика, фактографски е прифатен, уважен и запишан во историските архиви. Речеме, меѓу другото, 260.000 се пишани дека се тие христијани, неправославни. Каде ние имаме други христијани освен православните? Катастрофа е пописот. Добро, да, сега да се вратиме да не збориме за пописот. Друго ми беше поентата. Значи, дозволете само. Значи, диаспора, што ми е поентата? Ако 2021 ВМРО не постигна од опозиција да ја мотивира диаспората, зашто сега? А зашто власта? Знаете зашто? Јас не дозволете да го довршам само. Дозволете. Власта најави дека ќе има центри за кампања во сите држави. Ништо не направи. Председателот на владата, министрите, зошто не направија
кампања да излезат нашите, односно да се попишат нашите селеници. Тоа е клучно прашање. Опозицијата вие може да чекајте сега, ако ние зборите за тогашната власт или сегашната, не зборам тогаш кога беа пописот кога беше. Ама ете кога беше пописот тогаш нели легитимно таа власт на Зоран Заев не беше промакедонска, како беше охарактеризирана на дневно ниво по 5 пресконференции, антимакедонска, еве ги последици. подчинувачка, не брукаат по цел свет. Пописот не е реален одраз на вистински без разлика. Знаете зашто не? И избирачкиот список не е, затоа што не можеме ние да бидеме држава од едва и 2 и нешто милиона, а избирачкиот список да ни биде 1.780.000. Знаете зашто е тоа? Токму тоа што го кажувате. Има луѓе кои што живеат по белиот свет, по Швајцарија и Германија, гласаат и овде, у Косово, можеби и на други места. Ајде да не речам за Австралија и за тие не знам. Имаме луѓе со нерегулиран престој. Сакав да кажам за диаспората, само да довршам мислата. Дали сте за електронско, физичко или преку пошта да има проблем диаспората да гласа во Македонија. Проблемот ми е што мислам дека со измените на овој изборен законник се користи диаспората за да се вовлече во процес кој што треба да го покрие консензусот на следните избори, затоа што паѓаме процентуално, излезноста на сите избори ни паѓа. И со овие не знам, магла решенија преку пошта, преку овакво, да може да се донесат, да се постигне бројот потребен за да се постигне консензусот на одредени избори. Сакате ли отворено да зборуваме за тоа? Проблем е, бидејќи долго време јас сум проучувал и како министер. Дали оправдани се сомнежите дека ќе се прави изборен грабеж на ваков начин? Со години провладува мислењето дека овие иселениците наши, дека се протерани затоа што се бореле за самостојна Македонија. Таму во кодот влезено дека тие не треба да гласат за комунистите, односно но сега зборувам и за млади луѓе што се иселени, господине. Ама тоа се наследува како мислење, такво е мислењето. Иселениците не гласат за СДСМ, гласат за ВМРО ДПМН. Тоа е јасна позиција. И тоа најодговорно тврдам. Сите анализи тоа. Тоа е клучниот проблем. Затоа СДСМ е против, ВМРО ДПМН за. Бидејќи иселениците наши, некои можеби што викат од помлади генерации, али генерално тие не гласат. Јас пак ќе кажам, доколку ја случиме во диаспората, најголема корист ќе има албанската етничка и албанските политици. Не, имаат. Затоа што тие им се исплатеше да носат чартер летови. Сега чартер летовите, односно чартер летовите, трошоците ќе ги плаќаме ние со поштенски услуги. Еве анализите што покажуваат. Или електронско гласање. И да, дозволете само, и дискриминација ние во Македонија, каде што ни е на устата со дигитализација толку години, да не можеме да воведеме електронско гласање, а да им го нудиме на диаспората. Зошто? За да може власта или оваа власт што знае дека традиционално ќе ги добие гласовите на диаспората, да може да им обезбеди електронско гласање или по пошта. Друго, ако е транспарентна оваа власт во начинот на гласање, дали ќе ги собира гласовите по пошта, треба да каже исто така, дали во македонските ДПШ каде што ќе се собираат, ќе праќа изборни комисии од тука или од таму. Пошто знаеме дека во моментов кога една партија е на власт, ДПШ-та не се одмешан политички состав. Него се знае одма, доаѓаш на власт, првите 2 месеци амбасадори ДПШ све се менува. Нема во амбасадите. Знаете зошто го зборам? Нема персонал. Дозволете само. Нема тројца. За избори ќе обезбедат, верувате. Тука праќа. Гледате ми по 10 милиона евра за секој избори на 2 години обезбедуваме. Добро, за полека да ја заокружиме само. Значи многу е битно избирачкиот одбор од каде ќе биде, затоа што ние еве јас на избориве на последните локални, на парламентарни се случува во еден избирачки одбор да бидат маж, сопруг и ќерка во исти избирачки одбор. И што очекувате да се случи? Инаку само сакам да ви укажам дека албанците, диаспората имала можности да гласа и тогаш кога со 500 гласови се пратеник се добивал. Не гласа. Прв пат они масовно излегува тогаш кога требаше да се попишат како албанци. Значи 170.000 албанци на тоа што го спомена чартер летови за гласање, барем за Кичево може да се каже дека се носеле авиони. Македонци. Проблемот е кој ги мотивира и зошто ги мотивираме. Тие се реални бројки, се попишале. Ние сме имале негативна кампања, не сме имали, затоа сега имаме лош попис резултат. Ајде сега, ај вака да ве прашам сега. Значи ние зборуваме за диаспората во Европа. Зборуваме за диаспората во Америка, Канада, зборуваме за диаспората во Австралија. А ќе зборуваме ли за македонците во Бугарија дали ќе гласаат? А ќе зборуваме ли за македонците во Грција дали ќе гласаат? Или со од нив се откажавме? Ти нели се диаспора? Не, имаат право да гласат. Проблем е дали и ќе се организираат, дали ќе смеат да излезат.
да гласат. Тоа е проблемот. Иначе ние можеме технички да организираме во Солун, во Софија, во не знам Кјустен или други градови, можеме да организираме. Тоа апсолутно можеме да го направиме. Проблем е дали ќе имаме гласачи и тоа треба да се направи, да видиме како ќе гласат. Друго беше поента да сакам да кажам дека политиките и на ова и на било која претходна власт не е коректна кон овие македонци во овие држави, но ајде. Мислам дека кога сме кај овие, треба да направиме се диаспората да има посилни подсврсни врсти со централна со Македонија и тука имам разбирање за интересот да по секоја цена да се направи систем да биде и праведен, апсолутно да не може да се злоупотребува на гласа диаспората. Добро. Со тој став. Влегуваме полека во финишот на емисијата. Би сакала да ете за крај ова сепак е дел од таа реформска агенда. Марта Кос беше пред неколку денови во Скопје. Пораките веќе ни се на сите познати. Според неј за уште еднаш повтори дека уставните измени остануваат неопходен услов, но дека ЕУ не може да даде гаранции за ЕУ процесот на што нели постојано владата на Мицкоски инсистира и дека тие што тапкаат во место како што рече во моменти на забрзување значи регресија според нејзе. Но од друга страна, за волја на вистината, ја пофали Македонија за планот за раст и оние реформи што ги спровела. Имајќи ги предвид овие пораки, сега прашањето е колку сме ние поблиску или подалеку. И еве ги спомена Александар и нашинците во Бугарија и постојано ние барања за да се спроведат пресудите од судот во Страсбур, ништо не се случува. И како оценувате моментално европската перспектива и политиката што се води генерално на оваа влада? Повелете, ајде, господине Трајан. Ке му дам пред сега. Нема проблем, може и Александар. Генерално, бидејќи сум присутен многу на овие расправи во рамките на Европската унија околу балканските држави претенденти за влез во Европска унија, ние во суштина сме по сите параметри објективни. Не зависи ние внатре што имаме меѓусебни расправи. Значи, ние во реформите сме најнапред од сите. По број неусогласени над 500 закона се усогласени со директивите на Европската унија. Да, тоа го признаваат и европските челници. Ако компарирате, ние сме навистина напред. Ние имаме проблем. 20 години беше проблем. Грција не блокираше. Да, знаеме тоа сега. Што сега? Сега, бидејќи овој проблем го создаде СДСМ со дуј што прифатија Пргош Карампа, кој што апсолутно не ги штите нашите национални државни интереси. Но сега одговорноста паѓа на тие што сме сега во власта. Тој зид што го постави Бугарија, ние треба да го срушиме. Да направиме се. Сега тоа одговорноста на партиите на власта во соработка со опозицијата да направиме заедничка стратегија. Независно ние како ќе се расправиме внатре. Ние сите што доаѓале тука европредставници, не знам комесари, сите инсистирале кога настапувате надвор од Македонија да имате единствен глас. Не треба да инсистираат господине Трајанов, европските тие не представници подучуваат како да настапуваме, а не е тоа власт или опозиција. Ако е СДСМ на власт да го обстрира процесот ВМРО или обратно, ако сега ВМРО да помане се обидува да најде решение, тој процес да го обстрира СДСМ. Мислам дека тоа е катастрофа за нашите национални стратешки интереси да се движиме. Ние немаме, апсолутно не треба да разговараме за алтернатива. Наш национален, државен, граѓански, како сакате интерес, што побору да влеземе во Европската унија. И оваа шанса што сега, овој, да речеме, прозор што се отвори заради геостратешките состојби, треба да направиме се да го искористиме. Тоа е мојот политички став. Имаме барања, инсистира в парламентот такви барања да достави до Европската комисија. 3 работи бараме. Ние како партија, јас во писмена форма 2 пати сме доставували тоа. Бараме прво македонскиот јазик да се јавно каже од Советот на Европа со заклучок и така натаму дека македонскиот јазик ќе биде официјален. Втора работа. Да се навелат официјален. Каде е? Тоа што манипулација се прави со тоа дека е решен, не знам, преку други форми и така натаму. Не. Второ, идентитетски прашања. Нека донесе заклучок, не да се менува рамката, првошка рамка, дека овие прашања сврзани со јазикот, историја и така натаму, дека не може да бидат основа за блокада. И трето, нека донесе заклучок Европската комисија, Советот на Европа, како највисоко тело,
да задлужи Бугарија да ги имплементира одлуките од Страсбург. Но тоа не се случува. Верувате дека е согласно ова што Марта последно го кажа дека нема гаранции? Бугарија не ги признава правата на македонците. Да. Не ги признава, за тоа не е проблем, има одлуки на судот, тоа не е проблем. Проблем е Македонија ако не ги внесе бугарите, што апсолутно ја не сум против да се внесе. Признава ли Бугарија на другите малцинства? Има меѓунационален совет од сите етнички заедници, само македонци нема. Политичка партија. Не е до партија, не е до партија, само не е врзано. Таму се регистрирале со политички движења. Значи политички почнале да действуваат другите етнички заедници, како што другите етнички заедници кај нас се формираа политички субјекти. Не дозволува да се формира здружение за афирмација на јазикот, културата на македонците. Здружение за политичка партија не станува збор, немаме шанса да регистрираме. Официјално да ми кажете дека нема турска партија во Бугарија? Ама не е тоа основа за меѓунационален совет, не е дали имаш партија, дали имаш население. Апсолутно, пошто тој процес знам како се одвива. Ја мислам дека само Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН се уште не можат не прифаќаат дека Европската унија не може да даде гаранции. Мислам дека целиот свет, сите знаат дека Европска унија не дава никакви гаранции во евроинтегративот. Не на нашиот, во било чиј евроинтегративен процес. Во било чиј. Нема гаранција за Албанија, нема гаранција ни за Црна Гора, но они си ги исполнуваат агендите. Она што мене ме интересно е што во првата година збор немаше за европските реформи. Но очигледно на анкетите кои што ги имаат направено, добро им го имаат анкетирано прашањето дека на вистина недостасува во политиката на владата, на оваа влада и коалиција, дека евроинтегративниот процес го имаат запуштено целосно. И сега одеднаш за месец дена имате целосна иницијатива за сите реформски 100% реформи дека ќе ги исполниме. Јас ви кажувам дека не е битно сега до 15. Стварно не е нож под грло до 15 јули да го решиме изборниот закон. Добро, за да се добијат средствата, веројатно е важно она што го споменува и Коса и сите европски членови. Видете, ако земете да видите другите земји кандидати колку пари добиваат, мислам дека ова е сламка, ајде, но не и се. Добро е, секој средства кои што треба да ги добиеме се добродојдени со оглед на тоа што стварно, значи нашиот буџет, ликвидноста и на државата и на стопанството се во независимо. Посетата на господјата Марта Кос и изјавата е нормално од политички карактер. Мотивационо политички карактер, како и сите претходно што се реда. Да. Дали во времето на СДСМ, не знам, Тереза Меј, сите што дојдоа, дали беше за НАТО интегративниот, тука најдобри сте, само вие прифатете, сменете го име. Што ќе ни кажат друго? Точно е она што го зборува господинот Трајанов и јас што го имам кажано во другите. Имате една еволуција на Европската унија каде што повеќе не е само економски сојуз, него сега преминува и во геостратешки сојуз. Со овие тектонски промени со Америка, со вооружувањето, сака Европската унија ќе претрпи вистински измени во начинот на действување и финансирање. Погледнете го самитот во НАТО, на НАТО сега во Анкара каде што завршува, ќе видите дека кај што заврши поголемиот број од заклучоците и капиталните реформи ќе бидат во насока на Европската унија и на европските земји. Значи производство на оружје, производство на почнување на воениот рок, да се обучуваат нови воени сили, значи полека тоа исто ќе прејде во воено-стратешки сојуз. Повеќе, можеби и повеќе него ли е економски. Сметам дека Европа долго време е изгубена од аспект на нивната реформа. Знаеме дека и натре не може да постигнат согласност. Они бараат начин више да почнат да ги носат одлуките без апсолутно мнозинство. Не наидува на поддршка сега да се нуди за земјите од Западен Балкан, вклучително и на постепена интеграција, колку што ќе исполниш толку добиваш. Сега, мене ме интересира, интересно е што стават, например, ние треба да го фатиме европскиот пат, но условот е многу јасен. Значи, нашиот услов е да ги внесеме бугарите во уставот. Сега мене што ми е смешно, например, оваа влада има проблем да ги внесе бугарите во устав затоа што може, нели, ради бугарската политика и блокадата во Европска. Но оваа влада нема проблем, ајде не ги наречам луѓе со економски пасоши да бидат дел од владата. Дури сметам дека тие се бадентерово мнозинство во моментот. Поголемо и од албанските, од другите етнички заедници во владата. Нема проблем со тоа. Тоа нели ви смета? Добро, поентирајте ве молам. Уште минута има до крајот на емисијата за господина Трајанов. Значи ние имаме проблем, значи ке нас евроинтегративниот проблем е интеграцијата на бугарите во уставот.
Ама ние не ги ставаме бугарите во уставот, ама бугари во влада може да има со бугарски пасоши. Добро, повелете господине. Апсолутно мислам дека сепак се тие производни ставови. Двојно државјанство, тројно. Значи, само во 7 држави во светот не може да бидеш пратеник и член на влада. Во Соединетите Американски држави можеш да бидеш зборуваме за двојно државјанство. Апсолутно, ја не поддржувам да има државјани од други држави во владата со државјанство. Меѓутоа, тоа не е проблем. Значи, во сите демократски држави тоа е дозволено. Во Соединетите Американски држави само председател на државата не може да има двојно државјанство. Конгресмени, сенатори можат да бидат во сите. Австралија тоа го забранува, Израел и некои други држави, да не ги редам. Таа сте биле министар. Але апсолутно тоа со тоа прашање. Знаете дека има осетливи прашања, доверливи информации, строго доверливи и во претходната влада имаше државјанин на Република Косово или Швајцарија, кога беше тука, кога тоа е гаранција дека тој нема да одлева државни тајни. Апсолутно тоа не е точно. Пак сега тоа наместо да долевате гориво, вајде треба да го земете да. Тоа сепак зависи од карактерот на личноста и така натаму. Дали е подлежен на корупција и така натаму, на влијание странски. Да, ви благодарам што бевте гости во Само вистина. Времето ни истече. Здраве, некоја следна прилика, нова дебата. Фала ви што имаш. Благодарам долго за поканата и за можноста. Да. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд со Канал 5. Поздрав!